Со бројни оспорувања за легитимитетот на одлуките, вчера во Охрид се одржа вонредното собрание на Фудбалската федерација на Македонија. Како и што беше најавено, федерацијата донесе одлуки кои треба да ги променат условите за избор на председател. Главните измени се во тоа што кандидатите во иднина не мора да бидат делегати. Стануваат делегати со самиот избор, а не смеат да бидат постари од 65 години. Она што се јавува како спорно според некои портали е што на собранието присуствувале и делегати од Општинскиот фудбалски сојуз Тетово, кој е избришен од Централниот регистар, а сепак гласале. Сепак дали присуствувале и дали гласале делегатите од Тетово, се уште официјално не е потврдено. Она што е познато е дека 88 делегати присуствувале на собранието и ги донеле одлуките кои треба конечно да доведат до избор на нов председател на ФФМ. Меѓу кандидатите на претходниот избор за председател беше и штипјанецот Владко Костов, а дали тој ќе повтори својата кандидатура, останува да видиме во понатамошниот тек на настани, кои можеби конечно ќе расчистат ситуацијата во најмокната спортска федерација во Македонија. Женската одбојкарска екипа на УГД Студент извојува победа против директниот конкурент во женското одбојкарско првенство Бамикор. Четвртата победа во низа штипјанки ја заработија преку победата со убедливи 3:0, кои во сетови беа 25-17, 25-22 и 25-22. Со оваа победа штипјанки од шестата со 9 бодови сега ја заземаат петтата позиција на табелата со 12 заработени бодови. Наспроти женската, машката екипа на УГД беше поразена во Тетово од екипата на Лирија со убедливи 3:0.